Прав професионалец не го држи прстот на орозот, доку ван орозот. Последните беа спремни да ми испукат ако направам нешто. Некој сабајето кај 7:30 доаѓа дежурниот полицаец, вика стани, треба да идеш во јавно обвинителство. Пред да ме однесат во комбето, ми земаат оттисок од сите прсти, од двете дланки и ДНК, све поред ме сликаат како најголем злосторник во државата. Праќаат во јавно обвинителство, доаѓам, се сеќам само на презимето дека беше на обвинителката Кадриу. Ми вика, вие сте отко да повелете седнете до мене. Пошто веќе пуше внатре и малку јас едно као анекдота, викам, вие го носите законот, а вие пушите у канцеларија. Вика, сакате цигара, вие појко може. А сакаш кафе, да. Ми вика, знаете ли зашто си викнат тука? Викам, знам. Дека сте биле, вика, во собрание и имаме тешки докази дека се направиле многу големо кривично дело. Еден од инспекторите вика, најдено е нож во собрание и тој нож е твој. Го погледнав ножот, викам, извине, тоа не е мој нож и го оставам. Од него беше цинична насмеа, дека не проби. Они сака да ми направат оружје. Ми вика, ќе можеш да дадеш изјава, давам изјавата. Све што кажа во записникот, све го имаше во видеозапис. Само фалеше снимката, се помолив, кај се пратениците Милева, Јоргиева и Петар Атанаски. Вика, сега кидате, вика, во суд. Ми однесува во суд, преку улицата. Тамо, Владко Трајковски, дали знае зашто си тука, знам, викам. Вика, сега ќе даваш изјава и после ќе гледаме доказите. Она вика, добро, сега ќе молам да искочам да ги разгледам ја доказите на сам. После на половина час ме вика и ми вика, ја овде ништо не гледам. Ова е, можам да го квалификувам по закон, учествувам во толка. Кога завршиме со записно, вака вика, не е страшно, вика, Вотко, ќе те казнам години 2 месеци затвор, ќе бидеш и условно казнет. Кога на 27 ноември во 5 сато, како на филм да ти влезат специјалци. И ни влага специјалци. Кога ги прашав кого барате, они ми вика, кој си ти, сватив дека не знаат кого апсат. Приметувам последните тројца дека не се полицајци. Прав професионалец не го држи прстот на орозот, доку ван орозот. Последните беа спремни да ми испукаат ако направам нешто.